Забрането капање во Охрид во екна сезона. Бактерии, фекалии и нечистоти. Ваква е сликата во дел од Охридското езеро, односно на потегот од Самоиловата тврдина до кон Партизан Младост, место каде летуваат стотина странски и домашни туристи. Најверојатно, причина за ваквата лоша состојба со водата во езерото е нефункционалноста на колекторот, со кој мака мачат и локалните жители кои живеат во близина на местото. Велат дека проблемот не е од денеска, колекторот е стар и не е целосна во функција. Капачите пак разочарани, велат дека не се задоволни што се соочуваат со ваквата слика, но не се ни изненадени, оти не било прв пат водата да биде полна со фекалии. Овде не чинит, овде многу. Нечистота е овде, многу. Многу лошо. Мирис има многу. Она канализацијата, све тука се онегдите. Се турве по езерото. После рекава Грашница, она му шо е тита. Таму све е фрлет, ѓубре, врлоси. Све во езероид. Јас немам влезено, ама јас и слабо се капам, ама деца како ќе ги задржи? Миризба има, таму и фекалии одат. Знакот за забрането капање според директорот на јавно здравје е поставен од санитарниот инспекторат, бидејќи според последните мирења на квалитетот на водата во езерото, водата е полна бактерии, односно спаѓа во трета класа, каде треба да се изрече забрана за било какво користење на истата. Последните анализи што ги имавме во јуни и јули сега покажа дека дел од примероците кои што се земени на тој потек од Партизан, од Моралиштето, Младинскиот центар, Далјан, значи тој потек каде што реката Велгошка се влива во Охридското езеро, покажува одредена деградација во квалитетот на водата од микробиолошки и од хемиски аспект, што значи дека има патогени бактерии. Следното испитување на водата во Охридското езеро ќе биде по 15 јули. Здравствените власти велат дека освен во овој дел, водата во езерото на другите места е безбедна за капање.